Почитувани, влегуваме во клучниот период во борбата против коронавирусот, кога е потребно секој од нас најодговорно и доследно да ги почитува мерките за лична заштита. Институциите и здравствените работници без наша поддршка и наше одговорно и дисциплинирано однесување нема да можат сами да го одржат вирусот под контрола. Мора да носиме маска или друга заштитна опрема со која ќе ги заштитиме устата и носот, мора често да ги миеме рацете и да не ги допираме очите, лицето и носот. Да држиме физичка дистанца од луѓето околу нас, да не се групираме, редовно да вршиме дезинфекција во домовите и на работните места. Токму поволниот развој на ситуацијата со коронавирусот во општина Прилеп и драстичниот пат на бројката на новозаразени во изминатите 15 на дена докажува дека почитувањето на мерките неминовно води до успех во битката со вирусот. Да не дозволиме секојдневните напори на Министерот за здравство Венко Филипче, активностите на Општинскиот кризен штаб, предводен од градоначалникот Илија Јовановски, и пожртвуваноста на здравствените работници да бидат залудни. Ако секој од нас продолжи со строго преземање на лична заштита, ќе успееме бројот на новозаболени од COVID-19 да го задржиме на минимум. Во спротивно, ни предстои долга и тешка борба со вирусот, закана по нашето здравје и здравјето на нашите најблиски, закана по нашата економија и нашето секојдневие. Затоа, граѓаните да не го следат лошиот пример на Христијан Мицкоски, кој свесно и во повеќе наврати ги прекршува мерките за заштита од COVID-19, со што поттикнува и охрабрува непочитување на рестриктивните мерки. Јавноста е свесна и за неодговорното однесување на Наќе Чулев, кој не преземаше ништо за да ги спречи масовните собири на граѓаните, со што го загрозуваше јавното здравје. На незрелото и нехумано однесување на Мицкоски и Чулев да одговориме со покажување на лична одговорност и висока свест за заштита на личното и јавното здравје. На тој начин, заедно возможуваме услови за избори на кои ќе избереме нова влада, ново собрание и нови институции, кои уште подобро ќе се справат со моменталните и идните економски и здравствени последици од коронавирусот. Благодарам.